Ја следите утринската програма на Телма. Добро утро. Пред точно една година, или да бидам попрецизен, на 9 февруари 2023 година, Алијанса за албанците реши да се приклучи на владата на Димитар Ковачевски. Една година подоцна, денес партијата е пред најголемиот предизвик во своето постоење, турбуленции кои ќе кулминираат викендов. Како ќе заврши расколот во Алијанса за албанците и за другите актуелни случувања на домашната политичка сцена зборуваме со Лазар Еленовски, поранешен министер за одбрана и амбасадор. Господин Еленовски, добро утро, добро дојдовте во студиото на. Добро утро, благодарам за поканата. Каков епилог очекувате од она што се случува деновиве во Алијанса за албанците и дали е близу крајот или допрва почнуваат сериозните проблеми во партијата на Таравари? Да, па добро. Ако може само вака малце да влеземе, како што рековте, една година проаѓа веќе од нивното влегување во владата. Иначе, да подсетиме, Алијанса за албанците е партија која што својата основна филозофија базира на, така да кажеме, анти-ДУИ. Тие сите овие години војува против ДУИ, беа главниот нивни противник, ако знаеме дека Алијансата произлезе од ДП, од Демократската партија за албанците, и сега после неколкуте неуспешни обиди опозицијата се обедини, иако по број на гласови они победуваа, например, вкупно бројот на гласови на албанската опозиција во однос на ДУИ, сега станува, мислам дека доаѓа најголемиот предизвик, значи за албанската опозиција која што се обединува во одреден фронт, во еден блок опозицијски, тоа го гледаме веќе трае неколку месеци. Ова всушност се случува во пресред на изборите, затварање на последната непозната, бидејќи помалку или повеќе сите политички партии беа, позицијата нивна беше јасна, не беше јасна нели за Алијансата, се дебатираше неколку месеци каде ќе биде, што ќе биде, сите тие нивни внатрешни притисоци и судири кои што не се гледа, беа сигурно и латентни, едноставно ескалираа последниве денови, како што гледаме, во кој што председателот Арвен Таравари се определува според мене за логичната ориентација, логичната опција, бидејќи, како што кажав, самата филозофија на Алијансата е била секогаш да биде некој тип на опозиција на ДУИ. Едноставно сега се осеќа и самиот опозицијен блок се расте, како што гледаме, постои едно така наречено движење посебно во поглед на албанците. И мислам дека неговата одлука е исправна. Сега, што ќе се случува внатре е нормално, дел од политичката, како да кажам, политичкиот театар, бидејќи тука се случуваат неколку апсурдни работи, нели, ако може само да ги спомнеме, бидејќи очигледно партијата што ја води оваа држава, очигледно е ДУИ, повеќе ни е јасно, последниве години барем. Социјалдемократскиот сојуз за разлика, за жал, не покажа капацитет. ДУИ која што произлезе дори од режимот нели на Груевски, не казнета, нели, они истиот дел од столбот, вториот столб на тој режим, ја формира новата влада со Социјалдемократскиот сојуз, ја водат 7 години, меѓутоа останале казнета. Меѓутоа во тој континуитет од 20 години тие ги запоседнаа целосно институциите, за жал во негативна смисла, бидејќи ги гледаме резултатите, секојдневните скандали, корупцијата распространета до максимум, партизирани, клиентелизирани институции на систем, едноставно мислам дека ние треба сериозен обид да направи предизвик за македонската демократија, дали ние ќе ја вратиме после 8 мај, бидејќи на овој начин ДУИ како структура испоставена со сите овие скандали што ги слушаме секој ден, се етаблира на доста негативен начин. И затоа и произлегува тие незадоволства, нели, како што беше движењето најпрво на Изет Меджити, сега веќе е партија, дел од опозициониот блок, и има и други луѓе кои што се незадоволни од тоа што се случува во ДУИ. Значи ДУИ го гледаме во најлошата слика во овие години, во однос на сите овие 20 години, најкорумпиран, спротивно од закон каде што работат. А од друга страна е абсурдно, мислам дека е абсурд, партијата која што 20 години беше против ДУИ, во моментот кога ДУИ е во најлошата слика, да сака делови од, мислам дека тоа ќе излезе на крај помала група, меѓутоа за жал со претходниот председател на партијата, групата околу него, во тој момент, значи кога е најлошо, вие да сакате да коалицирате со ДУИ, бидејќи тоа дека они ќе идат на сами или тоа све е помош на ДУИ
за да не избие опозициониот блок напред. Еве едно подпрашање како провокација. Да. Дуи не е многу поразлично од она што беше пред една година. Велите, одлуката на Таравари ви изгледа логична и исправна. Зошто тогаш беше потребен влезот на Алијанса за албанците во владата на Ковачевски? И тогаш аналитичарите предупредуваа дека точно. на тој начин ќе влезат на некој начин или ќе седнат во скутот на Дуи. Точно, да, и партијата ќе го загуби својот идентитет. Тоа, да. Зошто беше потребен овој лупинг од една година и сега велите изгледа логично да не сакате со Дуи, иако за волја на вистината и последните анкети покажуваат дека во албанскиот политички блок и покрај таа обединета опозиција Дуи има повисок рейтинг. За 1% меѓутоа сепак добро, тоа ќе видиме. Битно е во кампањата, затоа беше битно да се соберат сите останати партии во однос на Дуи, бидејќи Дуи веќе не е само, мислам дека веќе не е само не може да се гледа само како партија. Онда толку навлезе, пенетрира и ги злоупотребува институциите на системот, што мислам дека е проблем за самата држава. Значи доаѓа момент кога некој станува проблем, како што биле други партии во минатото. Претежно од македонска страна, условно така да кажам. Сега ова што го поставивте прашање, точно година дена стојат тие дебати, зошто една партија која што цело свое постоење го базираше на антидуи филозофија, влегува во владата, само да ве потсетам, пред една година и редните месеците од минатата пролет, тогаш имаше голем притисок и меѓународен за уставните измени. Ако се сеќаваме на изјавата на председателот на Алијанса Таравари, тогаш колку што се сеќам јас, он рече дека влегуваме за да го помогнеме во интеграцијскиот пат. И сметајќи дека уставните измени дека ќе поминат. Бидејќи сега уставните измени, он на еден начин беше убеден дека тоа е придонесот на Алијансата како партија за некој повисоко добро. Не, математиката беше јасна, 8 пратеници на Алијанса не можеа да стасаат до 81 пратени за двотретинско мнозинство. На што се базираат тие надежи? Ја го цитирам него. Ја цело време мислам дека тоа што го рековте вие, дека не им беше таму местото, дека требаше да се остават. Меѓутоа тогаш они се договорија, не беше доволно јасно, меѓутоа председателот на партијата тогаш го оправда со тој став, само го цитирам него. Инаку не кажам дека го направиле тоа добро или лошо, тоа они ќе си проценат. Меѓутоа во моментов мислам дека неговото враќање во опозицијата и мислам дека огромното мнозинство членови и симпатизери на Алијансата припаѓа на другата страна. Мислам дека на крај ќе видиме за неколку дена, мислам дека ќе остане сепак една помала група на околу поранешниот председател и знаете, уште околу тој однос поранешен председател со председател веќе нас не се случуваат неколку епизоди, се гледа дека е непродуктивно. Знаете, ако сте поранешен председател, треба да бидете поранешен председател. Не може да сте поранешен председател, а да сакате да држите кукла како председател. Тоа барем во демократија не постои. Тоа остана само да успее таков експеримент во Русија, например, со Путин и Медведев. Добро, Села е сега председател на Централното собрание. Да. Значи има функција во партијата. Зошто тој и например, министр за правда Лога се толку уверени и решени за самостоен настап на изборите? Не, они не се уверени за самостоен, они би сакале со Дуи, они работат цело време за Дуи. За да не кажем, да подсетим уште еднаш дека Села нели со Кренар Лога се некоја вид имаат фамилиарно својство. Така да тука постои одредена, очигледно сега се гледа дека не е толку демократска работата внатре во партијата како што они ја навестуваат. Значи поранешен председател станува председател на собранието, а неговиот внук го става генерален секретар Кренар Лога, кој што после станува министер за правда. И сега вие имате еден председател кој што треба да го излечи авторитетот на партијата, нели после тетовскиот пораз, големиот тетовски пораз, за тоа беше причината Села да се повлече. И значи на еден начин вие ставате некој друг за председател, меѓутоа не сакате да му дадете својство да биде председател. Ако може, мислам, такви игри, реков, во демократија не функционираат. Видовме и со други поранешни председатели. Мојот став е принципиелно, мислам, ако сте поранешен, бидете поранешен. Не може да дадете оставка да сакате да држите мојта во партијата. Демократскиот капацитет во политички партии не е силна страна во ниту една. Апсолутно, не, дека они последниот период не убедуваат дека се многу демократски. Доаѓа на крај абсурдната ситуација, како што кажав, да на еден начин доаѓа историската улога Зијадин Села да стане новиот Мендух Тачи. Тоа што беше на ДП, он да стане на Алијанса.
Зошто Села и Лога се за останување во коалицијата со ДУИ? Очигледно има тука некои лукративни интереси. Ние сега не ги знаеме. Најверојатно новата влада се надеваме дека ќе се промени, ќе стигнеме некако до некаков избор на демократска влада, се надевам. Дека и ќе може да ги види сите тие релации подобро. Сега не може, оваа влада покажа максимална нетранспарентност, ако може да подсетиме, во многу битни процеси за државата. Многу проекти, настаните за уставните измени, тотална не е транспарентност, се до моментот кога додека им требаа гласовите. Така не се води демократски една држава која што сака да биде нели европска. Денеска средба на Таравари со делегатите на партијата и со дел од пратениците. Утре мислам, да. Четврток. Мислам дека е денеска. Да, или денеска. А в сабота е во Скопје, денеска во Куманова, а во сабота централно председателство свикано од Села. Да. Кое раководство партиско ќе биде, односно кој состанок на партиското раководство ќе биде легитимен? На крај ќе излезе битката за печатите и во Алијанса за албанците? Па видите, прво битката за жал во партијата, во нашата демократија, во партиите до некаде за печатите. Меѓутоа не е само за печатите, доаѓаат избори, ќе се види членството на Алијанса кај ќе гласа. А од друга страна, овие два состанока, кој сака да каже дека се нелегитимни. Во реал политиката, кај ќе дое мнозинството од тие делегати на тој орган, таму е мнозинството. Значи, тоа е мнозинството на таа партија. Така да ние може да го споредиме нели со изборот дури нели на Тала Џафери. Ние не можеме да кажеме дека мислам дали бил легален од легалистички процедурален аспект, може не бил легален. Меѓутоа имате мнозинство и гласате тоа што ви следува според устав, нели мнозинството гласа председател на собрание, како што беше 2017. Така да и овде кај ќе дое мнозинството, дали на едниот или на другиот состанок, таму ќе биде мнозинството на членството ќе може да донесат како собрание. Инаку таа партија има многу други органи. Еве слушаме дека биле предложени некои нови министри за да ги заменат двајцата за здравство и за кој тело ги донесе, мислам, кој е таа демократија, кој тоа ги донесе. Потпиша председател на собрание одлука врз база на која одлука? Дали се заседавало председателство, не заседавало, нели првиот орган, извршниот орган на секоја партија председателството или извршниот комитет или извршниот одбор, како што го викаат, таа води председател на партијата, тоа не заседавало. Собранието или некој централен одбор, тоа исто така не заседавало. Кој ги на еден начин кажа дека треба да се сменат двајцата министри? Кој е тоа тело? Значи они таму има некој самовластие, како што очигледно, затоа реков, излегува таа така наречена фейк лажна демократија во самата партија, каде што поранешниот председател сака уште да си ги води работите и да диктира, а некој да стави напред кој што за да нема сел. Тоа мислам тоа е евидентно. Такво нешто мислам не треба и затоа најверојатно за жал сепак може не толку нелегитимно, меѓутоа за жал повика Арбен Таравари преку Фејсбук. А мислам дека срцето и членството на самата Алијанса е во опозицијата. До сега беа незадоволни од учеството на Алијанса за албанците во владата на. Видете, затоа реков, они го правда нивното членство. Они тоа беа незадоволни. Не кажува, затоа реков, тоа беше изјавата тоа кога влегува дека ќе се дадат придонес за евроинтегративниот пат на Македонија, меѓутоа они не кажува колку се задоволни или изразува одредено незадоволство, сака да бидат различни во целиот период од една година. Одредени структури, например, здравство, министер за правда не кажал до сега дека нешто не е задоволен од соработката со ДУИ или со СДС, или ако сакате да се издвоите како посебен дел од таа владина коалиција. Така да мислам дека бргу ќе дојдат работите, како што реков, моје лично мислење дека овој добар избор и дека ќе окрупни опозицијата и ќе може на тој начин таа опозиција да влезе директно и да ја победи самата Демократска унија за интеграција. Може ли овие случувања во Алијанса за албанците да бидат она разлика што ќе она случување што ќе направи разликата всушност после изборите на 8 мај, односно што ќе одлучи кој ќе биде победникот и ќе формира влада? Па не може, веќе не можеме, прво знаете,
ако во македонскиот дел повеќе или помалку е познато барем големите партии како стојат, реков со таа неспособност што ја покажа Социјалдемократскиот сојуз, они секој ден што излегуваат работите, они на еден начин се пукаат во ногата. Значи тука најверојатно ВМРО ќе победи доста. Од другата страна, прашањето е кај албанскиот фактор, најдобро е да победи опозицијата. Меѓутоа и да не победи опозицијата. Мајскиот договор веќе не важи. Договор, тоа сакам да кажам, мајскиот договор не важи, биејќи самите они го прекршија мајскиот договор. Како принцип, не велам дали бил добра таа одлука тогаш. Тоа е веќе друго прашање. Меѓутоа ако го прекршувате, не можете да барате да се видите, да бидете дел од владата. Така да опозицијата едноставно на овој начин уште повеќе ќе порасне, а мислам дека дури ќе движењето, како да кажам, кога доаѓа на еден начин напливот, кај граѓаните се осеќа, посебно кај албанците, дека сакаат промена, сега ќе видиме. Кој најмногу губи, а кој најмногу добива од овие актуелни превирања на политичката сцена во албанскиот политички блок? Ако се направи една едноставна политичка математика. На овој начин окрупнува опозицијата. И тие стануваат се полегитимен фактор. Дуи дали губи, видите, сега може да влеземе, има многу во Дуи денеска кои што смета дека Дуи не е таа што беше. Дека едноставно последното раководство ја направи таа голема девијација, за жал во негативна насока, да не се враќаме сега, така да може и Дуи да добие, нели, во конфликт или кога ќе изгубите, не е секогаш за секоја работа пораз. Пораз е за некои луѓе кои што се на позиции, кои што имаат зошто да се заложат толку или се плашат од тоа што ќе биде понатаму, ако правеле некои работи кои што не треба. Повеќе од една деценија живеете и работите во Брисел, каде бевте амбасадор, потоа и специјален представник. Доаѓате често во Македонија? Да, последниот период. Зборувате и албански јазик и се движите меѓу луѓето. Да. Какво е расположението кога зборувате со албанците овде во Македонија? Велам, значи, прво како и кај сите граѓани во државата постои голема летаргија, големо незадоволство. Гледате, во последните 10 години има масовен бран на одлив луѓето, многу луѓе отидоа од оваа држава, за жал, посебно тој неквалитетниот дел млади, квалитетни луѓе, стручни. Државата изгуби многу во овој период, а мислам дека ако прашуваме веќе политички, мислам дека се движи се повеќе кон промена. Едноставно, знаете, 20 години помина што дуи се во владата со едни со други. Мислам дека е нормално и за албанците да одлучат една опција која што да видат која е разликата за утре друг ден. Колку случувањата во Алијанса за албанците се поттикнати, мотивирани или поддржани на некој начин од косовскиот премиер Албин Курти со оглед на средбата таму на лидерите на албанската опозиција во Македонија? Беа Гаши Меджити, беа. Таравари таму и кажаа дека се сретнале со Албин отворено Курти. Не, имаше слика, отворено и нема зашто да кријат. Колку ова што се случува сценарио е договарано или разговарано таму во Приштина? Видете, сега тоа е една друга малце поразлична перспектива. Тука зборуваме за сеалбански корпус, нели, на прашањата. Тука они имаат поддршка апсолутно од косовскиот премиер, меѓутоа од другата страна албанскиот премиер отворено, јавно и со сите можни сили го поддржуваат Дуи. Тука мислам дека внатре албанското прашање постои на еден начин борба, ако може политичка борба, кој е лидерот на албанците, дали тоа Курти, дали тоа Рама. И во тој поглед они, ако Дуи веќе врзана со Рама, нема толку добри релации со Курти, овој бран на поддршка на Курти веќе што тече веќе неколку месеци, нели, он беше тука во Тето, во Чаер, сето тоа сака да го прикажат. Мислам дека ќе охрабри многу луѓе. Сега сепак ја мислам дека во Македонија сите субјекти и етнички заедници треба да си играат своја автохтона политика, бидејќи албанците во Македонија се автохтон елемент на оваа држава и треба да се играат своја автохтона политика. А дали ќе има и колку ќе има влијание од друга страна, тоа се додека не пројде некоја нормална граница, не е страшно, ја мислам. Поранешниот премиер Ковачевски, актуелен лидер на СДСМ, прашан за коментар за случувањата, односно дали техничката влада е во опасност. И при тоа е прашање и за вас, ке падне ли техничката влада, може ли да се случи на Македонија уште еден таков преседан, поради изгласување на недоверба во зависност од тоа каков курс ке фатат 8-те пратеници на Алијанса и со оглед на тоа што владата предлага нови министри, замена за Меджити и за Алију. Да. И дали со овој потек Алијанса за албанците фаќа пат кон исток, како што вели Ковачевски?
Па ја не знам од кај фаќа пат кон исток. Малце, видите, сега не влеговме Европски фронт кој јасно оди кон запад и оние кои не кажуваат... Не може да идете јасно кон запад кога ви цвета корупцијата. Вие сте чинител да цвета таа корупција, ги растурате сите институции на системот, се нетранспарентни. Они, ако ставите нешто во насловот, не значи дека тоа сте, они се далеко од Европски фронт. Молам, мислам, сето тоа што направија 7 години, неработењето, не спроведување никакви реформи, не гледаме една реформа дека се создаде, они зграда една не изградија, не за реформа, збориме за реформа, реална реформа. Така да тоа све се флоскули, све се Потемкинови села и сега сакате со еден наслов Европски фронт вие и СДС и ДУИ да продадат кај гласачите. Не може да продадат кај гласачите, бидејќи гласачите друго ги интересира. Нив ги интересира нивната перспектива лична. А ова што ме прашавте за техничката влада и за замена на министрите. Замената на министрите ако имаат мнозинство. Сега знаете, имаме техничка влада за избори. Влада да падне треба да се изгласа недоверба. Кој ќе повика сега да се гласа недоверба на влада, бидејќи тоа е консензуален договор. Тука и ВМРО сега. Они се договорени исто. Добро, почна смената на директорите кои се лојални на Таравари. Тоа треба да видиме како ќе се однесуваат и другите субјекти. Затоа реков, ВМРО е тука, другите они не може да се однесуваат како да е политичка влада. Затоа велам, прекршувањата се масовни. Тука само уште повеќе го покажуваат нивното лице. Значи за кој вистински станува збор. Не можете да имате, ако сте се договориле техничка влада дека ќе има, не можете вие да ги поместувате работите. Не можете да носите големи одлуки или како што сега гледам, слушаме бран нови вработувања и така натаму. Нови, не зборам дека ако нешто почнало не треба да се заврши. Така да мислам дека тука влегуваат во сериозна зона каде што нелегална зона и треба да реагираат другите партии кои што се во владата. А смената на министрите треба да избројат 61, не знам дали ќе ги имаат тие. Кога ќе се случат уставни измени за внесување на бугарите во уставот и кога Македонија може да го продолжи патот кон членство во Европската унија? Значи основната работа како што и последниот период нешто поактивно пишувам и на Facebook и генерално, мислам дека на Македонија и треба да дојде, ние треба да стигнеме целта за нас, треба да биде стабилна, да стигнеме до стабилна влада со демократски и реформски капацитет. Нас тоа ни треба. Не ни требаат повторување на истата приказка, некој нов да дојде па да ги замени истите работи. Ни треба стабилност за да тргнеме конечно на вистина кон европскиот пат, бидејќи вие само со реформи можете каскаме у секоја област за било што. За прашањето за ставните, очигледно станува на новата влада и новиот парламентарен состав да заврши таа работа. Велам, граѓаните во поглед на уставните измени покажан незадоволство и недоверба кон оваа влада, како го води процесот. Новата влада треба да ги постави елементите, знаеме посебно позицијата на албанските партии е доста цврста, дека они само тој пат го гледаат. Мислам дека има одреден договор да и тоа 3.500 граѓани на Македонија кои што се изјасниле како бугари, меѓутоа исто така и еврејската заедница, црногорската и хрватската заедница да се стават во уставот, тоа за мене не е никаков проблем, не е некој големо прашање, бидејќи ние сме секако мултиетничка држава, мултикултурна, така да мислам дека тоа е најмалиот проблем во однос на тоа што треба да поставиме нова влада, која што ќе треба да ги превземе, да ги раководи, да го менаџира цел тој европски пат, а за тоа ќе треба да почекаме. ДПМН, односно лидерот Христијан Мицковски да формира таква стабилна политичка влада со оглед на... Видете, јас тоа зборам сега, значи дали ќе успее... Имајќи ги предвид при тоа и оние сериозни дипломатски апели пред се од американските дипломати дека граѓаните треба јасно да знаат за која опција се определуваат, за едната што кажува јасно дека е за Европската унија или за другата која не ги открива како. Па ја затоа велам, сакам сега, знаете, сега све што ќе слушнеме посебно во овој период мора да се стави на контото на кампањата и на изборите. Мислам, они сите сега трчаат да докажат партиите да ги соберат што поголем број на гласови, нели? Меѓутоа не би требало тоа да биде на штета на несериозните изјави, што не носат добро на државата, не би требало да биде на штета на државата, дури во време на кампања, според мене. Сега секој си носи своја одговорност. Меѓутоа ние друг пат немаме. Значи, прво Македонија европска, ние припаѓаме таму природно. Дали тој пат сме го најдобриот што е, очигледно не е, бидејќи имаше многу забелешки во јавноста околу тоа потпишување на тој договор што го потпиша Османи со министерката во Софија во јули 22, нели? Меѓутоа, тоа се случи
тешко дека преговарачката рамка ќе се смени. Значи затоа велам, тоа е толку мала работа која што ние и ја правиме едноставно сите наши граѓани, бидејќи сме мултиетничка држава, да не би смеело за такво нешто да ние да застанеме. И велам, тоа не се никакви реформи, тоа е една одлука треба да се донесе. Тука затоа и ја често кажам, тоа ние зборуваме за уставни измени. Тоа е една измена само. Само една измена треба да ја смените, да ставите уште 4 заедници во уставот покрај останатите. Така да може сами да се заплеткаме ако сакаме. Иначе тоа не треба да биде прашање кое што треба да не заплетка на има многу поголеми предизвици како држава. Господин Левски, благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата.